Националната федерација на фармери со став дека годинава ќе биде една од потешките и критични години за земјоделското производство. Во ваква една година, освен медицината и здравството, кое што ни се првата борбена линија на кој што сите треба да посветиме сериозно внимание, вториот клучен сектор на кој што државата многу треба да посвети внимание е производството на храна. Како сите ниви да бидат посеани, како земјоделците да не пропаднат, да обстанат во едни вакви критични услови. На сите овие прашања, на бројните проблеми кои што ги мачат земјоделците, поразговаравме со претседателката на Националната федерација на фармери. Гледаме дека здравството ни е еден од клучните сектори во овој момент. Може да се каже слободно дека земјоделството и производството на храна е вториот клучен сегмент. Што во овој период, во каква состојба се земјоделците затечени од оваа криза, со што какви се предизвици треба да излезат на крај? Значи, во ситуација како што сме сега, се наоѓа целиот свет затекнати од здравствената и економската криза која што ќе следи после овој вирус, земјоделците мора да ги обравуваат своите работни обврски и тие, бидејќи пролета е пукната, како што велиме ние, и тие се на нивите и мораме да произведуваме храна. За жал, многу малку се спомнува тоа со секоја чест на луѓето кои што работат во здравството и кои што се на првите борбени линии и за сите други кои што работат во овие вонредни услови, во кои што и тешки моменти, во кои што се наоѓа целиот свет, и ние земјоделците сме по полето и по нивите и ги обавуваме нашите пролетни активности, се со цел да произведеме храна за и за самите нас кои што екзистираме од ова производство, а исто така и за луѓето кои што користат храната, односно. Може да се каже едни од најпогодените се сточарите со извозот на јагнето. Некоја бројка, ако порано сме извезуле по 180.000 јагниња, ако оваа година успееме 80 до 100.000 да извеземе, покажува колку многу ќе ни останат јагниња. Дали го искористија моментот трговците да ги симнат цените, дали државата некако со мерката само на задржано женско јагне како да не ја погоди вистинската потреба на сточарите. Кој е вашето мислење? Значи, Националната федерација на фармери преку својот сектор за лобирање и анализа на состојбите ги следеше од почетокот на започнувањето на ова здравствена криза која што се наоѓа Македонија, и ние направивме анализа на нашиот сектор со кои проблеми се соочуваме. Најпогодени во овој момент се сточарите. Бидејќи јагнето, знаеме дека пред Великден или пред првомајските празници требаше да биде и извезено, и наш најголем пазар ни беше Италија, но за жал со ситуацијата која што се најдовме сите, целиот свет, тоа го искористија откупувачите и почнаа да манипулираат со откупот на јагнето. Така да сточарите останаа немоćни, и ако минатите години се откупуваше килограм јагне за 150 до 180 денари, оваа година тие го искористија моментот и неможноста да се справат самите сточари со оваа ситуација и ги намалија цените на јагнето, така да во некои региони, особено во Беровскиот регион, јагнето се откупува и по кило од 90 денари. Ние како Национална федерација на фармери имаме неколку предлози кои што ги даваме до Министерството за земјоделство, а тоа е да се разгледа можноста, бидејќи јагнето веќе е пораснато. Самите сточари немаат храна повеќе да ги хранат јагнињата, да се даде предност и да се разгледа можноста за извоз на тешко јагне, односно она овчјо месо кое што знаеме дека многу држави го употребуваат. Така да се наоѓа такви алтернативни пазари за она јагне кое што остана непродадено. Потоа, ние предлагаме да се даде предност на субвенционирање на 400 денари за предадено јагне во кланички
во домашни кланици, сега да им се излезе во пресрет на сточарите и да се исплатат тие субвенции. Секако ја поздравуваме, нели, одлуката за 700 денари оставено женско јагне кое што ќе се дава до година, но да се најдат и начини во кои што ќе се стимулираат и домашните откупувачи, кое што нашето јагне може да се најде и на нашите трпези домашни, односно маркетите да се заангажираат или да се најдат некои начини од страна на МЗШВ во кои што ќе се откупат во домашните маркети и секако еден апел до сите наши граѓани во Македонија да окупуваат домашното јагне за време на предстојните великденски и првомајски празници. Секако тука би напоменала да се објави и огласот од програмата за национална поддршка, тоа е за програма во која што се исплаќаат плати, поддршка за плати за луѓе ангажирани на самата фарма кои што ги чуваат, нели, животните и кои што ги напасуваат животните. Една од мерките со кои што може државата да помогне е заштитата на домашниот пазар од увозните. Ова е првенствено важно за раноградинарите, но и да им помогне и при извозот. Раноградинарите се сега на почетокот на бербите и веќе ги чувствуваат тие проблеми. Така е, како што кажавте, сега раноградинарските култури испаѓаат на пазарот и тие се соочуваат со големи проблеми бидејќи дел од пазарите се затворени, државата ни е под вонредна состојба во која што има полициски часови, во која што не можат нормално да работат и оние кои што ги продаваат во домашните пилјари и раноградинарските култури, да се го поздравуваме тој зелен коридор за за извоз на нашите раноградинарски култури, но и тука даваме еден апел до откупувачите да покажат својата солидарност и да го испочитуваат тоа што го договорија во случајот за раната, пролетна зелка, во која што договорија дека до 20 април заедно со ќе го откупуваат по 15 денари. Нашите земјоделци од Струмичкиот и Валнадовскиот крај кажуваат дека цените се многу пониски и така да истата ситуација ја користат и откупувачите во врска со раноградинарство. Секако апел даваме и овде да се најде тој синџир во кој што ќе се стимулираат нашите граѓани сега исто така за празниците кои што следат да ги купуваат нашите раноградинарски култури. Тоа е што би можела да кажам во врска со раноградинарството. Други проблеми со кои што се соочуваме, нели, сите ние, а особено полјоделците, се исто така и производството на пченица, во кое што ние како организација најпрво ја поздравивме одлуката на владата кога донесе забрана за извоз на пченица, но потоа кога ја укина без консултација со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, тоа предизвика кај самите полјоделци, кај самите наши земјоделци огромен револт, бидејќи и даваме апел, значи во иднина кога ќе се носат вакви уредби, да се бидат во консултација со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во рамките на подсекторската група во случајот полјоделство, во кое што членуваат и полјоделци и мелничари, а не само да се слуша гласот на мелничарите. Така да сите тие заклучоци и предлози кои што произлегуваат од таа подсекторска група да се вметнуваат во уредбите кои што ќе се донесат во интерес на сите граѓани. Од аспект на водоснабдувањето предстои сезона на сеидба на оризот, овоштарството и лозарството допрва ќе бидат жедни за вода. Тука даваме апел до сите водостопанства кои што се кај нас во Македонија, да го искористат периодот за чистење на каналите каде што поминува водата за наводнување и за санирање на дефеците кои што се наоѓаат на системите. Бидејќи во овој период кој што е, нели, цела држава во полициски час, нели, под некој карантин, може на поле тоа да се работи и може тие работи да се завршат се со цел кога ќе дојде време за поливање, тоа е за
месец и пол, да не се соочиме со тој проблем со водоснабдувањето. Во случајот и на оризопроизводителите, а исто така и за наводнување и на другите култури. Тука би сакала да додадам во врска со лозарството еден апел, ако може да се пуште дополнителната субвенција од 2 денари за предаден килограм грозје, се со цел да им се олесни и на лозарите во овие моменти кога сега се инвестира нели во обработка на лозовиот насад, да им дојде едно олеснување со самите тие средства кои што ги следуваат. Бројни бурни реакции проследивме деновиве по најавата за воведување акциза за нафтата од транспортерите, од сите што име основен енергенс, но основен енергенс име и на земјоделците. Во време кога ние укажуваме дека треба мерките за зелена нафта да ги дадат сега кога почнуваат пролетните орања, ние имаме обратен процес, се најавува зголемени давачки да уште име поскапа орањето. Националната федерација на фармери не се согласува со предлогот на бизнисмените од Стопанска комора кој што го дадоа до владата за да се покачи акцизата од 2 денари за литар нафта. Ние како организација сметаме дека со самото тоа покачување ќе се поттикне уште поголема сиромаштија, не само кај самите земјоделци, туку и кај руралното население кое што живее нели во руралните средини, а кое што најмногу е застапена сиромаштијата таму. Тоа ќе доведе до покачување и на заштитните средства за земјоделците, за семињата, до покачување на нели на џубривата, а секако и за стандардот на живење на самото рурално население. Така да сметаме пред да се донесе ова одлука и овој предлог треба да се консултираат сите релевантни фактори во државата кои што токму засегат покачувањето на акцизата. Може ли поскапата нафта и немањето на зелена нафта сега кога им треба да одврати дел од земјоделците кои што се мислеле дали да засеат некои пролетни култури, да ги одврати оваа година, да ги остават нивите непосејани, на тој начин да се одрази негативно. Сега кога треба да сите апелираме или да имаме поголемо производство на домашна храна, ние правиме дестимулативни мерки. Ние треба сега да ги стимулираме нели земјоделците и да им дадеме еден поттик и мотив да не се плашат од нели од ова ситуација, туку да продолжат да ги посеуваат своите ниви. Имаме дел на луѓе кои што се исплашени, особено во делот на садење, на подигање на овошни и лозови насади. Луѓето кои што имаа планирано да подигаат оваа пролет и кои што им беа договорени на садниците, веќе дел од нив ги откажуваат исплашени од тоа, од економската криза која што ќе следува после оваа здравствена криза. Затоа што долгогодишните насади даваат род веќе третата година, а 3 години треба само да се инвестира. За да не доведеме нели во ситуација и другите земјоделци да се исплашат нели од економската криза која што ќе следува, ние треба да ги земеме во предвид сите фактори и пред да се донесе таа одлука за покачување на акцизата на нафта, добро да се размисли нели. Така. Вие сте постојано на терен, ги следите состојбите, имате и некои своји извештаи од членството, што велат тие? Значи ние преку нашиот софтверски систем редовно имаме комуникација со целото членство кое што е во организацијата. Дневно ги информираме за сите новости кои што се поврзани и со земјоделието, а секако и со мерките превентивните мерки кои што ги донесува владата за заштита нели од коронавирусот. Директно преку нашиот систем се известуваат 8.000 земјоделци преку СМС порака, а индиректно околу 15.000 земјоделци се известуваат преку веб страната на Националната федерација на фармери и нели Facebook страната. А секако и телефонските комуникации се отворени линиите за сите наши членови за секојдневно следење нели на ситуацијата и да делење совети во врска со оваа ситуација во која што сме затекнати сите.
дел од да се врати интересот од стимулативните мерки е еден дел од тие мерки за да добијат сигурност дека државата ќе помогне, дека ќе застане за нив, може да биде и оние трошоци што ги имаат кон државата преку плаќање на концесии. Што може тука државата како стимул да направи кон земјоделците? Ние тука предлагаме да се одолжат раковите кои за плаќање на концесијата за земјоделско земјиште, се со цел да им се олесни на земјоделците во овој кризен период кој што се и така затекнати нели со повисоки трошкови за да се одложат тие рокови за во другиот дел од половината на оваа година, бидејќи рокот за некои договори е до 31 јули за плаќање по концесија. Исто така предлагаме ако 20% до дополнителна субвенција, мерка која што се дава на регистрираните земјоделци да се исплати во овој период. Исто така ќе дојде дополнителен финансиски прилив за самите регистрирани земјоделци кој што единствен мотив, единствена екзистенција ми е земјоделието. Да се во економските мерки да се направи олеснување при и наоѓање можност за повраток на данокот на додадена вредност. Сите тие финансиски средства кои ќе се дадат на земјоделците ќе допринесе и да ја ублажиме ситуацијата во која што се наоѓаме сите ние. Никој не сакаше да се случи ова што се случува, целиот свет е засегнат со тоа. Ние како земјоделци мораме да бидеме на нивата, мораме да произведуваме храна нормално со применување на препораките, заштитните препораки кои што се дадени од владата. И како организација ние дневно им помагаме на самите земјоделци во врска со тоа каде треба да одат. Имаше многу недвумици околу тие дозволи за движење. Сето тоа е олеснато, нормално и нема сега веќе такви проблеми, бидејќи државата им овозможи на самите земјоделци да си ги обработуваат нивите. И на евидентираните, и на оние кои што се неевидентирани, преку вадење на дозволи од кризните штабови на општините. Гледаме едни светски земјоделски сили како Франција и Германија апелираат, укажуваат дека ќе останат без сезонски работници, дека ќе нема работна сила во земјоделството околу производството на храна. И кај нас може да се каже дека го имаме истиот проблем. Но таму размислуваат да ги вклучат студенти, невработени. Кај нас никој ништо не зборува на оваа тема. Значи, и ние ќе се соочиме со проблемот со недостаток на сезонски работници. И во минатите години сме имале таков проблем, но и оваа година самите земјоделци ќе имат. Тука најмногу ќе бидат погодени тутунарите кои што им треба во летниот период повеќе ќе им треба за бербата на лозарите, за бербите на овошките, така да ние и го осетивме овој период тој недостаток на сезонски работници, особено расадничарите, кои што имаме потреба на земање калемари од соседна Србија, бидејќи кај нас има недостаток на калемари. Кога се баш во овој период, кога требаше да почне калемењето на лозовите и овошните садници, се затворија границите поради ситуацијата со COVID-19 и ние како расадничари кои што претходно вложивме многу средства за репроматеријал, се соочивме со проблем како да ги искалемиме нашите садници. Инвестицијата веќе огромна направена, така да наоѓавме разни алтернативни начини со машинки. Буквално баравме секој кој што знае барем и малку да калеми, да може да дојде да калеми, за да не пропадне производството. Тоа ние го осетивме сега на почетокот, верувам дека и сите земјоделци ќе го осетат со работата со сезонските работници. Благодарам што бевте гости во емисијата Бразди за сите актуелни теми што ги мачат земјоделците и во овакви кризни време. Ви благодарам и на вас што одвоивте време во вашата емисија и би сакала на крај да дадам еден апел до сите наши земјоделци, а секако и до сите граѓани на Македонија да купуваат домашни земјоделски производи, сами на себе ќе си помогнеме така. Значи,
не е ова некоја реклама но во ситуацијата која што се наоѓаме сега, тој е синџерот. Земјоделците произведуваат храна, треба некој да ја купи, не можат, ограничени се за извоз, така да сами на себе ќе си помогнеме и секако сите чувајте се и користете ги и применувајте ги превентивните мерки кои што моментално се воведени во нашата држава.